Денеска, најпрви не сте вие овдека мерило за некој дали културно се однесува или не се однесува културно, ама кажувањето на вистината во очи која што ве нервира не е некултура. Не, тоа е одраз на она што се случува во општеството и бидејќи народот е револтиран, јас не можам на вас, извинете, да ви реплицирам културно со кога не донесовте до простички штаб. Ама сега ќе се обидам да бидам по-хумористичен во стилот на она што е одлика на нас кумановци, барем повеќето нас. Уште една корекција до вас. Вие не кажавте ваше видување на буџетот. Вие, колешке Тасевска, прочитавте до зборче, до буква, последната колумна на господинот Фатмир Бесими. Тоа е негово видување на буџетот. Оти колумната е, предпоставам, знаете, лингвисте, интимна форма на изразување. Не е тоа академска форма на изразување. Така што вие прочитавте она што Бесими го мисли, а не она што вие го мислите. Затоа што, доколку сакате, јас сега ќе отпечатам и ќе ви ја дадам со стенограмите на вашиот говор, ќе го споредиме, да видите дека до реченичка, до зборче, до буква, прочитавте колумна на господинот Фатмир Бесими. Предпоставам од незнаење или од нервоза, кажавте овдека кардинална, ајде да не употребам некој друг збор, нека биде грешка. На предложен буџет за 2023 година, со предвидени даночни приходи, вие кажувате на македонската јавност да владата сега правела анализи и разговарала за менување на даночниот систем. Не знам дали ви е јасно што кажавте сега. Значи, во предвиден буџет, значи, вие треба сега, вака како што јас ве слушам вас од Лукаревска, одма да барате оставка од таму Управа за јавни приходи, оти вие немате појма каква даночен систем ќе воведувате, уште сте разговарале со засегнатите страни. Тоа вие го кажавте сега. Јас не. Јас прашав, со оглед на тоа, што во буџетот се предвидува 20%, 19% да бидам попрецизен, проценти, поголема приходна ставка во однос на даноците и даночните приходи, на што се тоа должи во интерес на бизнис заедницата да се одговори. Дали ќе се менува даночниот систем, што според мене, не мора да е вистина, според мене, во финансиска економска криза непрепорачливо да менуваш даночен систем. Моје мислење, може ќе ме разубеди министерот. Второ, прашав дали ќе воведувате нови даноци, дали овие паушалциве, како да се викаат, со договор на дело и авторски договори ќе ги одонечувате, дали ќе има нови даночни ставки. Значи, тоа е нормално прашање за да се одговори на јавноста, за да знаат и граѓаните и бизнис заедницата да си ги предвидуваат своите бизнис планови. Доколку го менувате даночниот систем од рамен данок во прогресивен данок, апсолутно тоа мора да го знаат граѓаните. Идеме понатаму. Спомнавте овдека колку бројки на вработени имало во претходно време. Не ќете да ги споредите со бројот на вработени сега, мислам тука пред се на јавната администрација. И повторно, намерно или ненамерно, или од нервоза, кажувајќи ве вистината која што многу ве потресува, споменавте за Министерството за труд и социјална политика и ги наведовте бројките на вработени, као вие сте против тоа. Па да ве потсетам дека во време на влада на ВМРО и ДУИ се спроведе програма преку Министерството за транспорт и врски, труд и социјална политика, се извинувам, во која се вработи огромен број, тоа што вие ги читавте сега, на социјални случаи, самохрани родители и деца без родители. Дали вие како Тасевска сте против таа програма и таа активност која што ја направило Министерството за труд и социјална политика во време на ВМРО, кога се вработени голем на вакви социјално ранливи, социјално загрозени категории на граѓани. Оти лесно е да излезеш овдека и да фрлаш дрва и камена по нешто што се случувало 2008-2011 без да имаш суштинска анализа, а свесно манипулативно да избегнуваш колку вработување имаш во периодот од 2017 кога имате можноста да владеете со Република Македонија, да ги носите политиките во оваа држава. Така што не е само да се каже нешто, не е само тоа
ливче што ви го дале од Центарот за комуникација овде дека го прочитате, туку има и нешто што се вика логика и здраворазумско размислување, па да видите што од тие информации во кој даден момент треба да ги употребите или да не ги употребите. И на крај, околу патнава инфраструктура, 1300 км патишта, па вие цела Европа ја изградивте, вака, по оваа бројка која што ја кажувате, свака час. Цела Европа ја изградивте. Зборувате за железничката пруга Куманово, Бугарија. Не знам колку време сте пратеник, секој буџет го зборите тоа. А ако се навратам на назад, уште вашиот прв председател на партија ветуваше железничка пруга кон Бугарија. Не ви е вака малку непријатно да се фалите со еден проект кој што во иднина ќе се гради, кој што не знаеме дали ќе се изгради, од и првата фаза ви пропадна таму па во Куманово, во влезот на една населба кај што живее овој министеров за внатрешни работи, мостот до пола е вака. Едниот е реконструиран, другиот мост не е реконструиран, па мораше таму нешто општина да интервенира. Оти ви избега извеѓачите. Не ви е непријатно да се фалите со пратишта кои што не знам кога последен пат сте биле вие до Крива Паланка преку Куманово. Па да видите во каква состојба е изграденоста на тие патишта, 99% били изградени. 97, извинете ме. 3% не се изградени, цели делници не ви се изградени. Ексцесниот пат не ви е почнат. Куманово, Страцин, Ранковце, Паланка, Девеба, прошетајте кога ќе ви ги дадат тие ливчиња и земите, запалете возило и близко ни е нас, граница со Бугарија, извозете го тој пат да видите дали е до 97%. Сега видите, вие сте ми колешка и сте ми сограѓанин и јас не сакам непријатно да ве перципираат ниту кумановци, ниту кривопаланчани кога ќе изнесувате дека 97% од патот им бил реконструиран. Они го возат секој ден и го гледаат. Така што ве молам малку посериозни да бидете кога читате посулчиња кои што апсолутно не соодветствуваат со реалноста. 1300 км патишта, европска мрежа направивте од патишта. 1 километар ваму не можете автопат да направите, до Блаце 2 километра не можете, 6-та година на власт, 6 години во буџет проектирате почеток на Скопје Блаце. Кичево, Охрид, више си смејуваат по хуморни емисии, не можам како да ви кажам како ве перципира јавност. Така што, може би ве боли вистината, што ви ја кажувам, на начин на кој што ви ја кажувам, но тоа не е некултурно, не напротив, тоа е апсолутно културно и тоа е она што граѓаните го мислат за вас како владеечко мнозинство. Апсолутно не негиравте дека прочитавте овде дека колумна, а не ваше мислење, и тоа колумна на министерот за финансии, без ими до зборче, до душа, пошто ве следе врипнавте некое пасушче. И така излезете и кажете им на граѓаните врз основ на што ќе приберете 20% поголеми даночни приходи. Излезете и кажете им дека нема да има нови даночни оптеретувања или ќе има нови даночни оптеретувања. Излезете и кажете им ќе се менува даночниот систем или нема да се менува даночниот систем. Излезете и кажете им ќе се справувате со инфлацијата и поскапувањата или нема да се справувате со инфлацијата, па затоа ќе имате поголеми даночни приходи. Излезете и кажете им што вие планирате и во кој правец ќе ја водите Република Македонија во следната година. Не им кажувајте на граѓаните како било во време на ВМРО, затоа што знаат, виделе, ВМРО е сега опозиција, вие сте власт. Нив не ги интересира дали вие ќе искритикувате тоа што социјални случаи, самохрани родители и деца без родители се вработиле преку програма во време на ВМРО, туку ги интересира дали сегашните невработени, сегашните социјални ранливи категории кои што ги имаме ние во Република Македонија, ќе се го најдат сонцето и лебот со политиките на СДСМ. Јас се уверувам дека вие водите државата кон банкрот, кон еден надоен балон кој што ќе пукне и само се обидувате краткорочно да купите некаков социјален мир со овие 5, 2, 3% зголемување на одредени трансфери кои што вие овдека ги читате подготвен материјал. И ништо повеќе. План, визија, стратегија, каде ќе ја носите оваа држава, и во економски дел, и во енергетика, и во делот на финансии, да не зборам во делот на култура, образование. Овдека не убедувате дека цветаат рози во образование, децава книги немаат. И сега ја кому верувам? На пратеник од СДСМ со пусулче кој што овдека е задолжен да го прочита или на децата кои што идат во училиште. Па дополнително на тоа,
оние малку предмети за кои што имаат книги доспеано сега, им се јавуваат на директориве во школиве од Министерство за образование и ми велат, немојте задачите во книгите да ги решавате. Скенирајте ги. И зашто зборувате вие? За каква политика, за каква стратегија вие зборувате овде? За повторувачки проекти од 6-та година на власт ке градите железничка пруга до Бугарија? Мислам, тотално некреативно, безидено и досадно. Благодарам. Ви благодарам и на вас за контра